коалицијата за полу Македонија. Добровечер, македонски браќа и сестри на Слободно Делчево. Најпрво би сакал да ги поздравам нашите ценети гости, луѓето кои директно се бореа против уништувањето на македонштината и против криминалот на оваа ненародна власт на СДС и ДУИ. Луѓето кои ќе ја издигнат Македонија од пепелта во која се наоѓа, дел од целината на ВМРО ДПМН, кои ќе ни ја вратат Македонија и ќе ја направат уште подобра и погорда. Почитуваната госпоѓа и пратеничка од Собранието на Република Македонија Рашела Мизрати, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и мој пријател Никола Микески. Македонскиот историчар, научен советник и редовен професор во Институтот за национална историја во Скопје, почитуваниот професор Ѓорѓија Малковски. Огромен поздрав и благодарност до нашите ценети гости од соседните општини и до нашите коалициони партнери. Драги мои делчевчани, најпрво ви благодарам за резултатот во првиот круг на председателски избори. Докажавме дека македонците се народ со кој никој не може да се поигрува и да ги уништува од корен. Ви благодарам од срце, Делчево. Благодарам на мојот тим, мојот општински комитет, општинскиот изборен штаб, во кој верував и кој макотребно беше на терен, за да ја разбуди свеста и совеста на сите наши сограѓани, кој им даде храброст и подршка да се изборат, да ги казнат оние кои не оценуваа и уништија. Верував во нив и тие веруваа во мене и докажавме дека само на тој начин ќе уништиме едно големо зло, зло за Македонија. Благодарам на Унијата на млади сили, нашето светло на крајот од тунелот, нашата делчевска иднина. Благодарност до Унијата на жени, Унијата на ветерани, Патриотскиот институт и сите оние кои што придонесовте за оваа голема победа за Делчево. Живееме во време во кое нашиот народ покажа дека сака успеши. Нашиот народ покажа што значи пркос, покажа што значи непокор. Покажа што значи да се бориме за подобро утре на нашите деца. Народот македонски стави крај на долгогодишните криминални тендери и пустошење на СДС и ДУИ. 121 година од смртта на нашиот македонски великан Гоце Делчев. Не случајно се совпаѓа со превечерието на можеби најголемиот избор што ние како македонци мора да го направиме. Дали сакаме иднина без уцини или сакаме во мала речица ДУИ да ни ја крои судбината на нашите деца. Изборот без уцени подразбира 61 пратеник за ВМРО ДПМН во македонскиот парламент, а спротивното значи калкулирање и страв одделување, значи вртење грб на нашата татковина Република Македонија. Граѓаните на Делчево и целата Источна Македонија се темелот на македонскиот непокор и пркос. Тоа го покажавме најпрвин на 24 април. Тоа ќе го покажеме со победа и на 8 мај, кога ќе ја зголемиме и уште повеќе за да го постигнеме резултатот кој што ќе гарантира стабилност и развој без уцени и непристојни понуди. Денес на овој ден, во името на ликот и делото на нашиот патрон, чие име го носи нашиот град Делчево, сакам да зборувам за визија и знаење, за решеност и човечки потенцијал и капацитет. Делчево има капацитет, Делчево и делчевчани знаат како треба. По големата победа на 8 мај, кога ќе ја избереме новата председателка на Република Македонија, почитуваната професорка Гордана Сијановска-Давкова, и ќе обезбедиме силен мандат на нашиот председател професор доктор Христијан Мицкоски, за да ја формира идната влада. Подготвени сме да се вложиме себе си во создавање на подобри услови за живот за македонските граѓани во сите сфери на општеството. Токму, како што Гоце Делчев современо крстосувал по овој наш терен, од селото Панчарево па се до Штип и ни цела Македонија.
Нашите тимови од врата на врата беа постојано помеѓу нашиот народ, да ја споделиме радоста од победата на 24 април, но да ги слушнеме забелешките, предлозите и потребите на граѓаните за нашето Делчево и за Република Македонија. Нашата сила изира од народот и токму народот ќе биде наш силен партнер за постојана соработка. Така, како што Делчев го вооружувал населението и челите со оружје во военеденскиот период. Ние во 2024 година и годините кои следуваат ќе понудиме знаење, идеи и визија кои во Делчево и во Македонија ќе направат респектирана и годра општествена заедница. Ќе го вооружиме нашиот народ со најдобро знаење, реформирано образование, употребливи теоретски и практични вештини. Делчев бил познат по своите патувања, како со железница, така и по останатите знаени и незнани траектории ни секој дел од етничка Македонија. Денес, во 2020 година, повторно зборуваме за потребата од модерна сообраќајница и комуникација. Нашиот фокус ќе биде железничко и патно поврзување на Македонија. За дачевчани и за граѓаните од Источна Македонија, предвиден е да се доизгради експресниот пат Делчево, Виница, Кочани, но и голем број на други регионални и локални патишта. Сакам јавно одовде да порачам дека јас, како председател на Општински комитет на ВМРО-ДПМНЕ, му верувам на најперспективниот тим на политичари на ВМРО-ДПМНЕ, кои знаат што треба да се направи за да се обезбеди целосна позитивна трансформација на сообраќајната мрежа во Делчево и во Македонија. Ако претходно Гоце Делчев сонувал за побезбеден и побрз сообраќај из Македонија, денес наша обврска е тој негов сон и да го оствариме. Сите ние сме растени со приказните и легендите за коридорот на Гоце. Комуникацијата во 1903 година била сведена на пренесување писма, а денес нашата обврска е да создадеме модерна телекомуникацијска и медијска инфраструктура по несовремени светски стандарди кои од Македонија ќе направат балкански телекомуникацијски джин во срцето на Европа. Војната мудрост и стратешкото размислување по кој бил препознатлив Гоце Делчев во годините што следуваат ќе ги претвориме во силен општонароден инструмент за одбрана на Македонија пред сите современи закани и предизвици. И на крај доаѓаме до потребата од меѓусебна доверба и извратименост, идеали и вредности на кои Гоце Делчев особено обрнувал внимание. Единствениот кој со само 30 години го разбрал светот како културен натпревар помеѓу народите. Би сакал овде пред вас да споделам еден мал дел од мојот живот, од моето детство, мал дел кој е од големо значење за мене и моето семејство. Од мои 4 години има една убава македонска песна и таа песна посвесно 30 години ми тече низ вените македонски. Таа најубава македонска песна која гордо вика: солзи сами капат, прости ми, тешки се кој твоите планини, плаче срце од три страни со крвави многу години. Го гледам тука моето семејство како да ги гледам сите овие 36 години. Поддршката ваша е неголемиот мотив уште посилно да нагазиме. Важно е да знае дека ВМРО-ДПМНЕ е причината токму нашето семејство да биде толку многу големо, зголемено со сите честни луѓе овде околу нас. За жал, загубивме важни луѓе. Македонија и ние загубивме браќа и сестри, мајки и татковци. Но овде мора да си ветиме дека ќе се бориме и нема да ја изгубиме татковината. Татковината на моите деца, татковината на вашите деца. Јас верувам најмногу во вас, дека вие сте вистинските луѓе и тие кои ќе ми помогнете и овде во Делчево и нема да ја загубиме Македонија. Доста ни беа предавства, доста беа поделби и нетрпеливост. Сигурен сум дека горе некаде на небото Гоце Делчев би бил горд на својот народ, ако не види обединети како заеднички сите работиме за доброто на Делчево и нашата Македонија. За секој има место под ова македонско небо. Токму затоа денес ви одржуваме оваа трибина под наслов Современ контекст на идеите на Делчев, нашата улога во борбата за која тој самиот се залагаше. Тешка е и долга оваа моја дискусија, исто како што е тешка и долга кампањата на ВМРО-ДПМНЕ. Но почитувани, на почетокот ќе биде потребна верба и многотробност.
но потоа многу брзо ќе дојдат резултатите. Нашиот прв чекор е токму на 8 мај. Нека потечат реки народ како никогаш до сега. Обединети за ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, за успехот да биде комплетен. Јас верувам во секој еден од вас што денес сте овде пред мене. Заедно да ја пренесеме оваа верба до секој еден македонец и после 8 мај да се зафатиме со работа. Промените ќе бидат во наши раце. Тоа и го докажавме. Го докажавме на 24 април. Ќе го докажеме и на 8 мај. Македонија повторно ќе биде горда и наша и тоа ќе го докажеме. Одиме во втор круг со историска победа на македонскиот народ. Нема назад. Да сте ви живи и здрави, Бог да ја благослови Македонија, Бог да ја благослови Револуционерно Делчево. И благодарам, браќа и сестри, да сте живи и здрави.